Нерешените билатерални спорови да не се користат како средство за блокада на пристапниот процес во Унијата, се наведува во предлог извештајот за стратегијата за проширување на Европскиот парламент, презентирана денеска. Меѓу централните точки во извештајот е и потребата од носење на одлуки со квалификувано мнозинство наместо едногласност. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент, Томас Вајц, предупреди дека актуелниот принцип на консензус е директна покана за билатерални блокади врз земјите кандидатки, особено кога станува збор за техничките аспекти од пристапниот процес. Colleagues, yes, sure, if we start negotiations, we need everyone on board. If we end negotiations and we welcome a country into European Union, yes, everybody needs to say yes. But to have 150 intermediate decisions that all need to be taken by unanimous votes is just an invitation to wash your dirty bilateral laundry on a daily basis, month by month by month by month. And this is then also blocking accession negotiations, causing a lot of frustrations in countries. Some of them are waiting for 2 decades to actually start negotiations. Во документот кој пред Комисијата за надворешни работи го презентираше литванскиот известувач Петрус Аустревичиус, се посочува дека проширувањето е процес базиран на заслуги за што секоја земја треба да биде оценета индивидуално. Аустревичиус порача дека дел од земјите кандидатки со години чекаат напредок на евроинтегративниот пат, а Унијата има потреба од долгорочна стратегија за проширување и не смее да дозволи процесот да стане заложник на било која земја членка. We have to have a strategy, not a one-time plan. And a strategy should not being or taken as a political hostage by any member state. EU must sustain functionability and undisrupted decision-making process. Drifting further towards more qualified majority vote. Според процедурите, европратениците од Комитетот за надворешни работи имаат рок до 2 декември да поднесат амандмани на предлог извештајот. Потоа, документот треба да се најде на гласање на седницата закажана за 15 јануари, а доколку биде одобрен, ќе оди на усвојување на февруарската пленарна сесија на Европскиот парламент.